Ме гледаш вака во црно и си викаш, шо му текна на овој во црно вака да се облечи, како да тажи? И ако си викаш така во право, денес тажиме по еден наш бисер во заминување. Или шо би се рекло, ој девојче, девојче, ти преспанско јаболче. Тетовско е песната, ма кај се видело во Тетово јаболка, мора се знае јаболко преспанско, ако не касниш ништо не си кажа. Може има и во Тетово јаболка, аз не викам не. Ама не знам какви се ти. Ама зато преспанските знам. Те прашувам зошто. Се обично се жали од кога ќе замини работата, ама ние што сме порастени таму жалиме веќе со години. Еден од најубајте крајови во држава. Така некако си замин, како никому ништо. Баш заради тоа денес ќе правиме муавет на татем. Па шо знаеш, можда некој ќе се разбуди. Тешко веројатно, ама чисто информативно ние да си кажи. Може да збораме? Можи. Пуштај шпица бате и одим. Ајде. Пресп. Не се наспа баш амбитно пресп, а бијам шега. Иначе секој пат кога ќе речиш преспа или претор, на сите што се пред 90-та родени, па и ние неколку генерации после 90-та, носталгија ни будиш бе. Особено на повозрастни. Ако имаш родител што има уживано таму во тој период кога беше преспа, бисер балкански буквално, кој идеше цела Југославија таму, кога беа полни од моралиштата, кафаните, музики живија, бе што нема. Ако имаш родител од тие времења, гарант си имаш и наслушано приказни. А вие не знаете што беше претор на времето. Кој е море, кој бакрач и претор, се знаеш. Пешки имаме оден од Битола, луѓе од цел свет. Така да речи од Балкан, ама добро, не е битно. Студент, забави, живи, музики, чуда. То крај немаш. Дали имаш кај да спиеш, дали ќе спиеш на плажа, не беше битно. По чункана ќе се пикниш внатре, ќе се покриеш, ќе поминиш од ред. Многу ни било гајле нас сега ко вие што барате хотели чуда. И ако не дај Боже ги слушаш овие приказни 100 години и некој ден вака кој си повозрасен си речиш чекај дом да го видам то претор фаленото. И ако сега виж што се дешава. Брат ми се чини дека поголемо разочарување нема. Па не дај Боже да оди некој повозрасен да го види. Шлок ќе го манива. Значи пустелие, пустош море, знаеш што е пустош? Прво порастени сме со муабети дека водата од езерото до пато догоре била. Тука биле плажите напад. Знаеш кај се водата? Би ти кажала, ма и јас не знам, не може да се гледа што се вика од пап. Преспани не можат да ти кажат, не јас да ти кажам. После од сите хотели, од сите кафани што ги памтам јас како дете што не работи ништо. Камоли од татковци нико били. Море имаше кафана на брод, значи бродо паркиран, не во вода, тој може бил некош во вода, надвор од водата, брод, направен кафана, имаш негде видено таква, добро, Скопје пробаја да направат, не знам дали постојат уште тие бродоите. А ова не беше самоделски правено, беше брод, море студентско одморалиште, море не знам какво одморалиште, тоа имаше хотели и чу. Луѓе по тој патоке, можеше кола помини, вака народ. Цела плажа беше плажа бе брат, ретко каде трска има. И то плажа песочна, не по камењата онде нозете си ги окрши. Песоквата си легниш убајно. Секој ќе влегваше во вода на почеток малце меко беше така малце како тиња да не. Ама имаше анализи направено тоа време и велеа дека најздрава е таа вода во Преспанското езеро. Затоа имаше толку алги. Море риби колку има. Значи крапој колку што имаме јаден од таму. Убајна еј. И то крапој имаме пријател, два вака ги држи до земја. Колку мене е висок рачун. Ако е 1,85 по 2 метра ти е крапој. Крапо ки лажа не баре теле имаш земен. Тоа бе чисти брат, не мирисаше на тиња на ништо. Ти имаше вода, имаше кај да пливат. Сега кај да плива. Ќе јаш крапуш ако не знаат да ти го направат. Ќе речиш шо е ова на тиња мириса бе. Кај да плива ако нема вода. Јептен ми е жал што такво место така пропаѓа бе. Хотели така остаени, места така испустени. А и кој да ги работи хотелите кога водата не е преку улица, туку е како што наоѓате по овие агенциите кај што ве лажат. Напишано плажата 5 од смештајот, ти си викаш 5 метри, тоа уствари 5 минути со кола. Значи едно пол сат пешки ќе го тепаш, не е страх. Е така е сега и плажата во преторот хотели. Не е пол сат ја гледаш, ама дур стигниш до таму, дали воопшто ќе е проодно да влезиш, тоа е веќе друго прашање. Моментално ми се чини само едно-две ресторанчиња работа, што се направени под пато да речеме. Нив му е далеку плажата, па тек на овие што се надпад прави. А криво ми е заради тоа што можда едно од најубајте природи ја има таму. Значи го имаш езерото и од едната страна имаш Баба планина, од другата страна имаш Галичи. Сега Галичица имаш и од Охрид страна. И таму е убаво, ама таа страна пошто дали поќе народ има, дали поќе раздвиженост, поќе исечена, не е толку природна што вика. Од оваа страна бе брат, природата цути. Од листопадни, од иглолисни шуми, од што сакаш буквално се има. И нормално долниот дел полиња. Јаболка, по усака. И не само јаболка што сакаш може да прави. Пошто уба е клима, ти имаш цела таа природа, планина, езеро, планина, полиња, што сакаш имаш и така пропаѓа. Сега до душе има муабети ден денес од старите, дека уствари порано не ни било езерото, дека полиња биле, дека имало некоја црква во Сливница што уште не е излезена од подвода,
што значи било и помало езеро. Има муабети дека има подземни пештери негде кај што истеква водата, дали се слевала на кај Охридско, дали појма немам. Има милион муабети така. Што е вистина, што не е, не. Можда е ова природен феномен што се случува од време на време, немам појма. Ама како и да е, жалосно е да не се вложи во тој простор, тоа е убајна таму. Ма знаеш како на крајот на денот, кој ме прашва така? Прашва мене некој. Кога ме прашвал мене некој, ама аз си кажувам, исто јаболката, преспански си се, јаболче, убајн. Се ќе речиш од кај знам. Ами, е жена со преспанско потекло. Не бе, па ти кој јас? Седи. Душата нема нејзини јаболка, нити па нејзините има. Ама имале, немале, не е битно. Мене битно колата ми е средена, секојаш да си го поздрав мајстор. Да ми е здрав и жив, тоа е најбитно. Другото јаболка да ги купи, бе, не е проблем. И така да игра. Имаме еден тон природни убајни, ама така некако си одат во забор. Битно на крајот на денот, ние ич не сме криви за тоа што се пустошат места. Кај се видело мора македонец крив да е за не. Шанса не. Пример на Охриѓани му се криви Скопјани. Оти му ја сркет водата со лајчема. На Стружани му се криви Охриѓани. Оти му испуштат отпади во водата и после тие фекалите, да не речам, во Дримон му одат. А тие поке во Дримон се капат од во езерово. Одина. На Преспани му се сите криви. Де од Албанија ја пиеле водата. Де од Грција ја пиеле водата, затоа снемвал. Со цевка се вака застанат и тргат од та водата ли тргат. Се шалам за наводнување наводно ја користеле. Јас што се дешава не знам, знам дека водата си ој. И никој не презема ништо затоа што никој не може да преземи ништо. Затоа што езерата и таквите природни убајни што се направени за сите, да се прат поке пари, нели, да се врти парата, ги дават на приватници. На приватник не му е гајле дали оди водата или не оди, ако оди водата не вложва, му е гајле, ќе го остане, нека се пустоши таму, шајма. А на државата не му е во прилог да вложва или да направи нешто или да најди чаре, пошто не е нејзино, така го има даено под наем и се нека си бара тој чаре, така. Останатиов народ и да сакаме не можеме ништо направиме, пошто нити е на државата, нити му е гајле на собствениците, нити можеш да окупиш, нити можеш да го оправи, ништо. И така местата ќе си скапват, ние ќе си правиме чамче муавет и тоа, а шубо ќе беше претор да си функционира. Е него кај старите на времето пешки оделе, ма. Башка пато е за мерак, тапнуваш за 15 минути си таму. Се обтегнуваш, песочна плажа, убајна, сонцето те печи, песокот те печи, одоздолу не ти треба лежал. Ама ни со тие лежалките претервате, значи. Особено жените го запнат, лежалка сакам јас. Отиот и та сака се слика на лежалката, ме сваќаш вака под крената да биди, книга да чита и не знам што. Коктело тука или кафето некој убо вака во чаша и со книгата. И заможи книгата со кафето, со езерото, со песокот, со лежалката, со све да ги слика. Ти не сме да е на песок, тоа е сиромаштија, ме сваќаш. Од богато друштво на лежалки лежа. Не знам кој му ги кажува тие приказни во глајта, ама добро, некој од гласоите веројатно. А која благодет е да си легниш на песок? Нема нешто поздраво од тоа што е природно даен. Зато луѓето порано биле многу поздрави, и биле поврзани со природата, оделе боси по земја, лежеле голи на песок. Што ако се направи со песок, ќе си измиеш, не е ништо страшно. Ма знаеш како на крајот на денот? Кој те прашва? Никој. И пошто никој не те прашва, јас викам тука е крај на епизодата. Там доста е така. Ја изнатаживме преспата. Се надеваме дека нешто се смени во иднина. Најме дека ништо нема се смени, ама надежта последна умира. Што значи толку од мене за денес. Сега ќе запалам количето и ќе преспа. Ако треба езерото, ќе 2 километри, ќе го најдам кај му се шлапнам. Оти мерак ми се направи од муавет. Па вие како сака. Поздрав и имајте убав ден.